21:30. Уживај до крај. Време е за ДАБ. Од дом на своје проектот кој го започнува првата детска во светот, првата детска амбасада во светот. Меѓаши денеска ќе се одржи во 11 часот пресконференција токму поради започнувањето на овој проект, а во што се состои ќе дознаете од Маја Бурзевска од детската амбасада Меѓаши и еден од оние за кого е наменет всушност овој проект или иницијатор или причината за да се започне воопшто Ивица Јаневски. Всушност, проектот е наменет за децата без родители, кои излегуваат од домот 11 октомври и што понатаму всушност. Денешната кафе делима ја посветуваме токму на оваа тема. Дали им се обезбедени на децата без родители соодветни услови за живот после 18-та година? Добро утро и добре дојдовте во утринската програма. Добро утро, благодариме на поканата. Маја, кој беше иницијатор за започнување на проектот? Вака, значи, проектот се нарекува Од дом на своје. Иницијатори се, значи, тоа е спонзорирано од Европската фондација и е регионален проект. Имплементатори во Македонија се првата детска амбасада во светот Меѓаши. Со партнер, значи, во партнерство со Open Media Group, кои што се носители на проектот и е организација од Хрватска. Истото се спроведува, како што реков, регионален проект, истото се спроведува и во Србија и во Словенија со невладини организации. Овој проект, значи, е наменет за децата без родители, кои што, односно младинците без родители од 17 годишна возраст па нагоре, кои што се подготвени да ги напуштат домовите или се веќе излезени од домовите. Фокусот е, значи, што понатака нивната едукација, како начинот на барање работа, бидејќи тие се на некој начин и дискриминирани и едноставно постои тој скептицизам во работодавачите и недоверба за овие деца и во нивните способности и едноставно погрешна слика за истите деца. Поентата на проектот е, значи, да се организираат. Проектот се спроведува, значи, во 4 фази. Првата фаза е веќе завршена. Првата фаза беше моменталната ситуација во Република Македонија, за која што имам некои статистички податоци кои што ќе ви ги презентирам подоцна. Понатака, значи, сега сме во втората фаза каде што едноставно треба да се мотивираат работодавачите да се заинтересираат и за оваа целна група. Ќе се организираат понатака работилници за нивна дополнителна едукација, како да се напише CV, како да се однесуваат на тоа интервју. Околу работилниците малку подоцна, веќе кога спомена дека по излегувањето од домот децата се соочуваат со проблем, од лично искуство би можел да ни каже Ивица со какви проблеми се соочуваат? Одма кој испаднав од домот, искочив само со 20.000 денари од домот, си на улица така останен сам. Работа немав и морав да си банам работа. Не се сеќавам дека што цукнав, кога се кажеш дете од дом си, како да мислиш што ти си убиес или нешто. Те гледаат со предрасуди? Да, предрасуди и ти викаат тоа сме на недела, месец дена, дук најдат наци како да ти кажат тоа ти не. Да. И тоа се едно година дена на улица сум спиел, на под коли, мислам, скрцени коли сум спиел, да си установи или некои скрцени станови. Да преспиеш, да ти биде топло негде, да најдеш место каде да се стоптиш. Сега со малце работите подолго доваѓаат, тоа и нели државата помогна луѓето да најдат стан, нели што дава државата. Најдовме се стан што ми помогна, си најдов сам работа. Преку мега си имавме таква работиница како да најдеш работа, како да комуницираш, да обуки и тоа највише помогна кои што на децата му треба такви работиници кои што да. Меѓутоа предуслов за да може да се најде работа е секако е потребна квалификација, а за постоење на одредена квалификација потребно е образование. Во тој поглед колку ви се овозможени услови за квалитетно образование? Школото те сум 80% децата ги исплаќа во златен снемеш, кои што не требаат. Има деца што се многу паметни, кои што треба на паметна школа се запишат, сите ги носеа во златен снемеш. Сега јас, мојата диплома не ја важам, значи од прва до трета, мене ми пиша 2 години сум учен, значи како втора година сум завршил. Сега треба да завршам са трета и четврта година. И јас, значи, пак не ми ја признаваат мене дипломата како диплома. Значи пак треба од почеток да учам, кои што
сите тие деца што се запишани таму, автоматски му паѓа целата диплома, си пак не се завршени школата. Тоа е најголемата грешка на домот што го направи, кој што после 10 години, 15 години му текнати, децата треба да се запишуваат у паметни школи. Мислам школите паметни, ама касно е више. Да не зборуваме за високо образование. Високо, дојдеш до тоа треба многу Така, да значи учиш, таму многу не пуши постојат пали воопшто немаш никакви да услови. учиш, немаш такви услови. Ма ја ги споменам фазите. 4 фази преку кои ќе се реализира овој проект. Во што се состојат овие фази? Како што реков, првата фаза беше која што е веќе спроведена во склоп на проектот Дом на свое, беше истражување на моменталната ситуација на во домовите, во установите за згрижување на деца и родители, деца без родители и родителска грижа. Земени се во предвид, значи сконтактирани се директорката од домот 11 октомври, исто така и директорката од СОС Детско село, значи тие младенци се земени во предвид. Исто така и Министерството за труд и социјална политика се вклучени, односно информирани за постоењето на овој проект и остварена е соработка со нив. Исто така и Агенцијата за вработување, која што би ни излегла во пресред по некои од понатамошните фази. Првата фаза беше значи моменталната состојба, која што, како што реков, 47 младенци моментално живеат во овие установи, значи во СОС Детското село и во домот за деца без родители 11 октомври, кои што се подготвени да ги напуштат овие установи. 6 младенци во моментов бараат работа, 3 момчиња, 3 девојчиња. По последните 5 години излезени се 40 деца од овие две установи, кои што некои од нив се веќе вработени, некои од нив се со високо образование, 17 деца се со високо образование, меѓутоа се уште студираат, а тоа високо образование го мислам е само иницијативно, значи не било. Од кои услови студираат? Само финансирање? Само финансирање. Поголемиот дел се подпомогнати од Министерството за труд и социјална политика. Еден од нив е веќе значи доброволно отслужување на воена обврска. Неколку мина се со посебни потребни и имаат право на домување, живеат во згрижувачки семејства, а оние кои што се вработени, поголемиот дел работат во приватното предпријатие Тинекс, во угостителски дејности. Има една младинка која што професионално игра ракомет. И има исто така еден младенец кој што работи во приватна компанија за производство на конзервирана храна во Кавадарци. Така да останатите, некои од нив живеат во, како што реков, во згрижувачки семејства, некои од нив бараат работа, како што каже Ивица, некои од нив се само иницијативно отидени на факултет. Така да генерално само иницијативно всушност сите младинци го работат тоа. Немаат некоја основ, нема иницијатива подкрената дали од државата, дали од самиот систем, дали од установите кои што веќе ги напуштаат. Они точно дека имаат работилници, меѓутоа кои што се обуки не знам за. Во што се состојат тие обуки? Тоа еднаш годишно може да има таа обука за како него себе да си имаат добива, како да најдат работа, како сив да пишуваат, нели сив така. И тој работа само тоа еднаш годишно се прави, не се прави секој ден да има, неделата 2 пати да има како мегаси што правеше со проектот. Да. Тоа се летки работи у домот што може да се случи, тој дом. Што научивте конкретно на тие обуки што ги организираше Миѓаши? Мегаси научиме како да ги сакаш луѓето, како да одиш и убаво кога се дојдеш таму да решиш добар ден, не да отидеш, да се представиш, да отидеш, не му речиш нешто да се кала со нив, туку да се представи како меѓучовечки однос. Да. И како да му кажеш што проблеми имаш, какви проблеми имаш на самиот газда, што сакаш, што бараш, ти сакаш да работиш, што ти си сериозен, не си од тие такви луѓе што мислат само да крадат и да прават бели нешто. Имаме ние човечки работи као сите еднакви луѓе. Така. И многу научиме кои што да сакаме повеќе, да не бидеме. Мислам, научиме све што може да се научи. Како да стекнете подобро доверба во оние што би биле потенцијални ваши работодавци. Имаме гледач на линија, добро утро. Добро утро. Ало, добро утро. Кој ни се јавува?
А се јава овде Далибор од Скопје, поранеше штитеник на... Така? На домот за деца без родители? Да, со статус на дете без родители. Сакам да демонтирам господја во врска со високото образование. Добре. Значи, децата не се само иницијативно запишуваат, има донесена одлука на влада, мислам, или закон, каде што сите деца што сакаат да студираат на високите образовни институции државни се ослободени од партиципација и без плаќање се. Така. Да, значи, не се само иницијативни, само финансирани. Дури има и стипендија за децата кои што студираат, зависно од тоа дали се стамбено обезбедени или не, во висина од некои си 9.000 со 18.000. Значи се е тоа владата овозможено, значи подпомогнато од Министерството сите тие работи. Но ни една дете не е само иницијативна со само финансирање. Значи сите се ослободени од плаќање. Ви благодарам за јавувањето, пријатно. Да. Конкретно за случајот што го споминавте, дека сепак студира со зошто самофинансирање ако постои таква опција, нели? Не само иницијативно, сакав да кажам, не е само финансирање. Финансиските средства се обезбедени, точно благодарам Далибор. Меѓутоа, иницијативата на децата е оставена сама на себе, да речеме, односно, доколку тие ја имаат таа можност да продолжат со образование, меѓутоа, многу деца едноставно одлучуваат да по ваков или понаков пат да отидат. Некои се реинтегрираат со своите биолошки семејства, продолжуваат понатака, некои како што го кажав примерот, девојка која што продолжила професионално да се бави со ракомет, а некои директно одат на барање работа. Тоа е тој дел кој што го кажав дека е само иницијативен, односно одлуката е на самите деца. А финансиски е обезбедено тоа од Министерството. Меѓутоа, нашиот проект конкретно е за нивното вработување. За да се стекне тоа вработување потребни се нели одредени квалификации, меѓутоа во наредните обуки кои што во третата фаза ќе се одвиваат од овој проект, се всушност тие работилници, како што напомена Ивица, како да го напишат своето CV, како да се презентираат на тоа закажано интервју, како да се однесуваат пред работодавачот. Сите тие мали манири кои што се многу битни, мали манири, не се толку мали тие манири, тоа е едноставно навидум се мали манири, меѓутоа довербата се стекнува во особено за првиот впечаток. Првиот впечаток, така. Никој нема втора шанса да остави прв впечаток. Така, точно. Сега, кога сме кај твоето вработување, бидејќи спомена, нели, во неофицијален разговор пред емисија дека сега си во работен однос. Да. Дали овие услови за работа ви ги обезбеди државата или може би ти помогна овие обуки во Меѓаши што ги посетуваш? Мене во Меѓаши ми ги помогна оваа работа да најдам и да имам таква срце и такво да се понасам добро, да му помогнам на човек како му е најтешко, ако имам јас ја да му дадам. Да си научив како да комуницираме го другите луѓе, како да ги слушнам едната страна ако има нешто лошо, да го прифатам тоа спрема мене, ако сум нешто сгрешил, да му опостам на човек и он мене ми опусти. Сите тие работи ги научив во Меѓаши. Далибор, како што кажа, детето го знам на си многу добро, ми е комшија прв. Управа тој што оваа влада донесе многу закони кои што подолу на децата без родители му помогна, не си стамбено прашање, на нив да му најдат работа колку можат, како што помогна, ја го викам Груевски како татко. Бесплатни станови, да, така? како татко го викам Груевски, поради тој што најде и работа на многу деца од домот у Финаци на си да работат, како што Далибор работи у Финаци. Така. На сите тие луѓе се од помогнати од државата што најде работа и побав живот. Верувам и од понатака тие закони се доаат подобро да децата да имаат пуба работа и да имаат такви не како ви обастам подобро живот, да. Така. Да го вклучиме и следниот гледач. Добро утро. Ало, здраво. Здраво, кој ни се јавува? Да ви посакам пријатен ден, Ивана на телефон. Сакам да поставам едно прашање. Да слушнеме. Во врска со денешната дилема. Дали би било тоа во ред, пошто имав, мислам, многу добра пријателка ми е и ден денеска беше во домот. После низините 18 години се запошли во еден сервис за хигиена. Чистеше, пошто треба за екзистенција да имаат. Дали е тоа во ред што ја зафркнаа
така речено, се изиграа со нејзе. Работеше девојчето, се мачеше што се вика по цели денови, беше по 12 сата беше на работа, не и дадоа плата и така да остана без работа. Еве сега оди приватно чисти станови за да може да дојде така речено до 1 динар за да преживее. Дали би било тоа во ред и дали има шанса за тие деца да се заштитат од сите работи несакани дејства. Така. Зборуваме повторно за девојче кое е дете без родители? Така Да. Нема никој свој, моментално ми е комшика тука до мене, заедно сме. И таа ме натера за да се јавам, за да прашам, пошто незината состава е многу тешка, така што нема каде, така речено, да оди и да екзистира. Сам 19 години моментално наполни, што за нејзе би ми дале совет, значи работа нема, плата не и дадоа, се изиграа со нејзе. А сепак треба од нешто да живее, така? Интересира. Да. Ви благодарам за јавувањето. Пријатно. Пријатен ден, поздрав. Пријатен ден и на вас. Ви благодарам за јавувањето. Вака јас би ја повикала вашата комшика и вас воедно на денешната пресконференција која што е организирана од страна на првата детска амбасада Меѓаши во 10:30 во Театар Центар. Ја повикувам сите останати кои што се заинтересирани. Првата детска амбасада Меѓаши би ни било драго и задоволство доколку се појавите на таа пресконференција и ние би ја вклучиле вашата комшика во овој проект, би ја вклучиле во сите тие понатамошни работилници кои што се третата фаза од овој проект, а четвртата фаза е крајната цел е вработување на овие младинци, како што реков ќе соработуваме со агенцијата за вработување, исто така планираме да контактираме компании и фирми за едноставно да се створи доверба и да ги презентираме сите овие квалификувани младинци. Како што реков, ги поканувам сите останати на денешната пресконференција во 10:30 и Меѓаши би ни било задоволство да ја вклучиме вашата комшика во овој проект од Дом на своје, за да помогнеме, за да најдеме начин, односно решение за наоѓање на работа на сите вакви случаи. И бидејќи тука некаде би требало да го превршиме разговорот, треба и да резимираме кога станува врста денешната наша кафе дилема, дали после 18-тата година децата без родители имаат соодветни услови за живот или не? Кое е вашето мислење накратко? Значи, не зборуваме за 5 или 10% од нив. Генерално зборуваме за сите, затоа што веќе кога се деца без родители, секако дека соодветни институции треба да ја преземат грижата за нив, така? Така, да. Имаат или немаат услови? Да ги оставиме на страна тие 5%. Сега оваа генерација што испагат имат. Значи, после 18-та година кои испагат, државата му дава сместување до 26-та година или да живеат во стан и работа у Тинекс, кај што има закони или што ги кажам од Тинекс има подписан договор. Да. И плюс 3000 евра кои што државата ги дава на децата без родители после 18-та година. Значи 30 годиш, мислам за кои испаѓаат од домот. После тие 3000 евра, дали детето ќе ги потроши или нема да ги потроши и дали се остане на улица, нема да остане на улица, тоа е негова. После тоа што јас викам многу е грешка што се дава тие 3000 евра, поради тоа што тие пали ќе ги потроши, а работата ако не ја најде, пак на улица останува, значи мора да се најде и тоа решение, кој што детето кога ќе испадне од улица да има сигурно негов стан, значи лесен стамбено прашање и работа кој што има подобро, да има живот, да има фамилија понатака да се го да може да се го направи тоа што на секој граѓанин што го сака да го има. Да. Така. А што мислиш во врска со ова прашање, бидејќи се занимавате со оваа проблематика, истражувате, анализирате? Така. Нели и гледачите може да слушнат на вистина некои фрапидни бројки што не ме радува баш. Јас се служувам со Ивица, меѓутоа сметам дека потребна е дополнителна едукација. Во секој случај е решено стамбеното прашање и обезбедени се тие 3000 евра, меѓутоа како што каже Ивица, доколку тие не се едуцираат како да се однесуваат, како да бараат работа, како да се представат пред работодавачите, тогаш се уште ќе постои оној
скептицизам и тој имидж на овие деца дека се едноставно криминалци или не се доволно квалификувани. Секогаш ќе се гледа со предрасуди. Секогаш ќе се гледа со предрасуди. Ви благодарам за денешното гостување во 5 до 7. А во продолжение ќе ја погледнете на редовна рубрика, што обично имате можност да ја гледате во петуците, неколку минути помеѓу различни етички